при Универзитетот Свети Кирил и Методи, да ви посакам пријатно добре дојде на нашиот четврти меѓународен македонско-хрватски радија и во околните словенски земји од византискиот конгломерат, како што се Грција, Бугарија, Македонија, Србија, Босна, Далматинското крајбрежје, од периодот на книжевната историја на Европа и притоа потекнувајќи ги. А сега би сакала да го поканам господинот Горан Калоđera, со кој што и иницијално започна оваа наша соработка. Onda je to bila 2006. godina. Ali u toj 2006. godini bila je jedna dosta interesantna situacija kod nas u Rijeci. Naime, kao što znate, nekad smo, još dok smo bili pod Jugoslavijom, imali te studije makedonistike i u Osijeku, i u Rijeci, i u Zagrebu, i čini mi se u Zadru. Međutim, nakon toga to je sve ostalo na Zagrebu. Да ви посакам успешна работа на овој четврти меѓународен научен совет. Искажуваме благодарност кон општината Охрид за поддршката и придонесот во збогатувањето на содржините на собирот и воедно ја покануваме председателката на советот на општина Охрид, господја Гордана Каѓановска, да им се обрати на присутствие. Почитувана ексцеленцијо, господин амбасадор, почитувани конзули, дами и господа, драги хрватски пријатели, мене ми припадна и честа и задоволството во името на општина Охрид да го поздравам овој научен, меѓународен научен собир, во исто време да ги пренесам поздравите од градоначалникот на општина Охрид, кој што е за жал одсутен, значи не е во градот, и од сите граѓани на Охрид, го изразувам своето задоволство што Охрид денеска ја има честа да биде домаќин на ваков еминентен меѓународен научен собир, македонско-хрватски, книжевни, културни и јазични врски, и тоа собир кој што веќе слушнавме се одржува по четврти пат, значи станува традиционален. Јас сум убедена дека ваквите настани се можност народите да ги препознаат сличностите меѓу себе, да се свртат и да упатат еден заеднички поглед кон она што е историја, традиција, оттаму да извлечат сознанија, заклучоци кои што ќе ни помогнат да се упатиме во права насока кон она што е наша иднина и кои, ако не научниците, се повикани да ја вршат таа света мисија. Охрид е древен град, Охрид е светско, културно и природно наследство. За Охрид се вели дека е инспирација на сите добронамерници и Охрид е секако најмногу инспирација на научниците, уметниците и е секогаш со големо задоволство домаќин на ваквите собири. Убедена дека она што вие ќе го сработите во наредните неколку дена, само ќе ги продлабочи и онака одличните врски помеѓу двата пријателски народи. Јас уште еднаш ви посакувам добре дојде, ви посакувам успешна работа и ви посакувам убави моменти во нашиот навистина преубав град. Во Институтот за македонска литература, честитка за организирање на собирот, пристигнал директорот на Универзитетот во Риека, професор доктор Перо Лучин. Неговото обраќање до честиците ќе го прочита професор доктор Наташа Аврамовска. Поштоване колегице и колеги, уважени гости. Задоволство ми е поздравити вас во име Свеучилиште у Ријеци, koje i ove godine sudjeluje na Međunarodnom simpoziju hrvatsko-makedonskih književnih jezika u svijetu. Organizatorima simpozija moje iskrene čestitke, svim kolegicama i kolegama uspješna izlaganja i dobro druženje. S poštovanjem, rektor profesor dr. Pero Ljučin.